Да, почнуваме со дебатниот дел. Од Брисел го вклучуваме директно вице-премиерот за европски интеграции, господинот Бојан Маричик. Господинот Маричик некако го се усогласивме да се вклучи во студио 10 помеѓу денес на вистина набиената агенда. Најдовме време секако да им кажеме на гледачите, на граѓаните, што се случува, што значи овој скрининг. Добро утро, вице-премиере. Добро утро и драго ми е што се вклучувам во вашата програма. Да, вие сте во Брисел, како што знаеме, почна скринингот со Европската Унија, како за вовед во разговорот. Можеме ли да кажеме што во пракса значи тој скрининг, што всушност тоа се случува, што може да очекуваме од овој процес? Благодарам на прашањето, многу важно прашање. Ова е првата фаза од преговорите кои ги започнавме на 19 јули оваа година. Практично ние од 15 септември го започнавме објаснувачкиот скрининг, односно практично го дообјаснуваме она што го почнавме 2018 и 2019 за кластерот темелни вредности. Започнавме, помина веќе скринингот за статистика, помина скринингот и за економските критериуми вчера, за финансиска контрола. Продолжуваме од денес натаму, веќе утре имаме поглавје 24 правда, слобода и безбедност. Наредната недела имаме поглавје 23 многу важно поглавје правосудство и темелни права. Во оваа фаза до крајот на октомври практично нам ќе ни објаснуваат колегите од Европска комисија, нам и на делегацијата од Албанија, кои се се стандардите кои што ние треба да ги прифатиме и кои што треба да ги усогласиме во Северна Македонија за да станеме членка. Од ноември натаму започнува оној, да речам, по сериозен дел кој што има повеќе тежина за нас, а тоа е билатералниот скрининг, каде што ние по таа структура што денес ни се презентира нам, по таа структура ќе треба ние да презентираме по наше видување колку сме усогласени и каде уште ни треба усогласување и за колку време сме подготвени да се усогласиме за да станеме членка на Европската Унија. Нашиот тим, нашите делегации се составени од луѓе од институциите кои ги следат овие прашања и тие луѓе ќе подготват и презентации за да презентираат пред Европската комисија од ноември до наредниот ноември како стоиме во тие области, колку време ќе ни треба за да ги усогласиме тие области и кога очекуваме да станеме членка. Тоа е скринингот. По завршување на тој скрининг Европската комисија прави извештај врз основа на тоа што ние сме го презентирали, врз основа на тоа што тие ни го представиле и врз основа на тие извештаи се креираат оние репери, мерила, бенчмаркови за секое поглави, за секој кластер, бидејќи сега се организирани во кластери, поважно е на ниво на кластер, што ние треба да исполниме и во кој рок за да станеме членка на Европската Унија. Значи ова е еден сериозен процес кој што ја мобилизира администрацијата и очекуваме во овие 14 месеци во кои што го правиме скринингот да ги изведеме на површина сите наши предности, сите наши достигнувања и успеси, но и сите наши слабости и во кој рок треба да ги надминеме. Да, после кога ќе заврши скринингот и кога ќе биде представен извештајот, ние знаеме дека за Северна Македонија постои уште еден специфичен услов, тоа е ставањето на бугарите во уставот пред почетокот на втората меѓувладина конференција. Ке зборуваме за тоа, сакам уште едно прашање за скринингот. Вице-премиер, и вие самиот кажавте дека велите ова е на некој начин продолжување на оној скрининг кој го правевме 2018-2019 и некако сега оваа процедура малку ги буни граѓаните, ги буни и дел од експертите кои зборуваат на оваа тема, бидејќи тие мислеа дека земјава го завршила скринингот, бидејќи тогаш и тогашните вице-премиери кои претходеа на вашето место објаснуваа колку е земјава усогласена со Европската Унија, до каде сме усогласени, дека ние фактички нема да почнеме од нула со преговорите, туку ќе почнеме доста понапред, па даваа споредби дека во доста сектори ќе бидеме и пред Албанија, се извинувам, пред Србија и Црна Гора, кои веќе преговараат. И сега малку е збунувачки ова и сето во контекст на целата дебата, дали земјава фактички ги почнала преговорите или уште ова
некоја подготвителна фаза. Јас би сакал да објаснам, бидејќи е многу важно граѓаните да разберат. Во 2018 година, кога Советот на ЕУ не донесе одлука да ги почне преговорите и даде одобрение на комисијата да започне подготвителни активности за скрининг. Ние практично ги поминавме сите, година и пол траеше тој процес, за сите 33 поглавја, тогаш уште немаше кластери, за сите 33 поглавја ни беа презентирани европските стандарди и правила кои треба да ги исполниме. Кога ги добивме преговорите оваа година, значи кога почнавме прва меѓувладина седница, а првата меѓувладина седница е официјалниот старт на преговорите, Европската комисија и државите членки на ЕУ одлучија да ни се признае тоа што сме го слушале во 2018 и 2019 и наместо да почнуваме од почеток, само во рок од 2 месеци, тоа се септември и октомври, да го поминеме оној дел на објаснувачкиот скрининг што е нова регулатива од 2019 до денес. Значи ние не почнавме од нула, туку почнавме таму каде што застанавме во 2019, односно ни беа презентирани само оние нови работи кои што како регулативи се донесени во последниот период од 2019 до сега и верувајте тие не се малку, бидејќи ковид кризата наметна многу нови правила и регулативи во Европската унија и го прилагоди животот и функционирањето на денешни услови. Така што ние не почнавме од нула, сето она што го слушавме 2018 и 2019 ни се призна, тогаш се нарекува објаснувачки состаноци, а сега е веќе Да, се чини дека имаме малку проблем со врската, ќе се обидеме повторно да го добиеме вице-премиерот Маричик на линија. Тоа е проблем со интернетот, со врските, со Skype конекцијата. Се надевам дека набрзо ќе го имаме пак и ќе зборуваме и за продолжетокот на скринингот и за почетокот на преговорите. Одиме повторно со една кратка пауза и се враќаме со разговорот. Да се враќаме со повелете вице-премиере, можете да продолжите. Навистина е добра врската, супер е, не сецка, не ова што се прекина, но продолжите. Супер се слушам. Да, значи не знам точно во која точка се прекина, но што сакав да го кажам е дека она што ние 2018 и 2019 го поминавме како објаснувачки состаноци, неофицијален скрининг, сега ни се призна како официјален скрининг, не почнавме од нула, туку ние се презентираат во овие 2 месеци, септември и октомври, оној дел од регулативата и стандардите што се донесени нови од 19-та наваму. Она што е донесено по ковид кризата, а има, верувајте, многу нови регулативи заради ковид кризата и прилагодување на денешните услови. Така што ние признаено тоа што сме го слушале 2018 и 2019, сега продолжуваме во скратена верзија на објаснувачкиот скрининг и веднаш почнуваме со билатералниот од ноември месец и тоа е еден вид на забрзување. Преговорите се официјално почати на 19 јули, скринингот е една фаза задолжителна на преговорите, тоа не е нешто ново смислено само за нас, туку постоело и за Србија и Црна Гора, и за Хрватска, и за сите други држави. И по тој скрининг започнуваат, како што кажав, се даваат скрининг извештаи, кои што ги даваат условите, бенчмарковите, реперите или мерилата, како сакате наречете ги, кои што ние треба да ги исполниме за членство. Значи веќе влегуваме во една нова фаза на преговори, а скринингот е задолжителна фаза која што поминале сите. Нашата проценка е дека ние стоиме еднакво добро, а во некои делови подобро и од државите кои што преговараат со Европската унија, и тоа ќе ни помогне да имаме помалку или помалку тешки репери или бенчмаркови кога ќе заврши скринингот, и тоа би требало да ни биде шанса или да кажам добра стартна позиција за преговорите да траат пократко од тоа што траат, да речеме, за Србија и Црна Гора сега. Да, добро, секако за нас најголем предизвик за почеток на отварање на поглавијата ќе биде ставањето на бугарите во уставот. Знаеме дека кај нас опозицијата жестоко се противи на тоа, вела дека во никој случај нема да прифатат. Од друга страна, слушаме некои изјави од власта, например како другиот вице-премиер Артан Груби вчера кажа дека
има дел од пратениците на ВМРО ДПМН кои би гласале можеби за ова. Опозицијата жестоко го негира тоа, вела дека тоа не е точно. Како и да е, како ние ќе го пребродиме тој процес? Има ли некој план за создавање на можен консензус по ова прашање, бидејќи јасно е дека без опозицијската ВМРО ДПМН дека е невозможно да се смени уставот? Видете, ние од прв ден подадовме рака и таа рака ќе остане подадена за опозицијата да има квалитетна вклученост во процесот на преговори. Јас еве и јавно го повикувам Александар Николовски како претседател на Националниот совет за европска интеграција, едно важно тело во целиот процес, да седнеме и да разговараме на кој начин тоа тело, а со тоа и опозицијата ќе имаат улога во овој процес. Затоа што ние во текот на скринингот ќе треба да утврдиме преговарачки позиции. Тоа значи дека треба да се обврзаме за колку време можеме некои работи да ги прифатиме и да ги исполниме. Во тоа има улога и собранието и затоа е важно и опозицијата да биде вклучена. Јас верувам, убеден сум дека има во ВМРО ДПМН и пратеници и политичари кои што ја сваќаат тежината на овој процес, кои сваќаат дека овој процес е неповторлив и дека ние не треба самите да се закочиме себе по прифаќањето на францускиот предлог, односно по превземањето на обврската за внесување на бугарите, хрватите и црногорците во уставот. При тоа мислам дека содржински тоа не би требало да биде проблем и тоа го кажа и неколку политичари од ВМРО ДПМН дека не е проблем содржински да се внесат бугарите во уставот, бидејќи нашиот устав познава повеќе заедници и признавање на повеќе заедници со сите нивни права. Мислам дека консензусот за Европска унија и за нашето членство во Европска унија треба да се обнови и таа платформа за европски напредок или за европска Северна Македонија треба да се формира на таа основа. Ние можеме за многу други прашања да имаме разлики и логично е да имаме разлики. Меѓутоа да се блокираме самите себе на овој начин на вистина не би било фер кон граѓаните, не би било фер кон државата, бидејќи онака доволно чекавме, и онака доволно бевме блокирани, и онака доволно пречки имавме и до сега. Вице-премиере, во однос на преговорите, во однос на целиот преговарачки процес и на скринингот и на подоцна доколку почнеме да ги отвараме поглавијата, друго спорно прашање е она во однос на прашањето за историјата со Бугарија. Ова го прашав минатата недела и министерот за надворешни работи, тука исто беше во студио, буквално исто во прашање, бидејќи знаете добиваме различни пораки од Бугарија и од Македонија. Македонската влада упорно тврди дека историјата не е критериум за напредок на земјава понатаму, дека така е, дека преговарачката рамка е таква, дека правилата на преговарање се такви, дека историјата не е дел од оние критериуми кои ќе решаваат дали земјава ќе оди напред, но добиваме сосема спротивни пораки од Бугарија и тоа константно. Тие остануваат на тврдењето дека решавањето на историските прашања е дел од тоа, дел од критериумите според кои земјава ќе напредува. Какви се овие различни сосема пораки од Бугарија и Македонија? Дали ние различно ја толкуваме преговарачката рамка? Во што е проблемот? Видете, во преговарачката рамка е јасно наведено дека генерален критериум за пристапување или за напредок се добрососедските односи. Тука се ставени договорот со Грција и договорот со Бугарија. Тоа е оценка на некој генерален напредок кој што ние треба да го постигнеме и со Грција и со Бугарија. Меѓутоа, во преговарачката рамка не е наведено ниту едно прашање поврзано со историјата, ниту пак протоколот кој што го потпишавме ова лето, како основа за вадење на репери или мерила по кои што Европската унија ќе нацени нас. Тоа значи дека Европската комисија нема простор и нема начин да вади, да извлекува мерила, критериуми, односно бенчмаркови за исполнување во однос на историјата, бидејќи тоа не е дел од европското право, тоа не е дел од европските правила. Тоа е билатерално прашање и ние тие прашања ќе треба билатерално да ги решаваме. Затоа постои историската комисија, затоа постојат и други форми на соработка и тие прашања кои што се во протоколот ние билатерално ќе ги решаваме со Бугарија. Нормално напредокот зависи од волјата на двете страни
И она што нам ни е најважно и на што инсистираме еве и сега кога сме веќе во фаза на имплементација на тој протокол, на меѓусебно почитување и реципроцитет секаде каде што тоа е возможно и неопходно. Затоа мислам дека е јасно дека официјално и формално тие историски прашања не можат да бидат критериум за напредок или мерило по кое што ќе намери Европската комисија, но дека генералниот напредок и генералното исполнување на договорите со соседите е секако дел од преговарачката рамка и секогаш биле. Значи тоа не е ништо ново. Тие добрососедските односи се воведени уште во 2009 година како тема во европските интеграции. Добро, дали Македонија и Бугарија различно го толкуваат делот во однос на извештаите кои треба да се доставуваат за исполнување на протоколот? Дали тоа различно се толкува, бидејќи еве вие тврдите дека тоа потоа нема да биде критериум за нашиот напредок, Бугарија очигледно мисли дека тие извештаи за исполнувањето на протоколот ќе бидат. Дали тоа може да биде иден проблем во поглед на интеграциите? Не верувам дека може да биде проблем, затоа што е многу јасно наведено во протоколот кои се обврските на Бугарија, а кои се нашите обврски. Една од тие обврски е, например, и комплетирањето на договорот за Фронтекс, што е во тек. Имаме и ние обврски кои што ги спроведуваме, така што многу се јасно дефинирани таму обврските за да има какви било дилеми и не може врз основа на тој договор да вади Европската комисија репери, тоа го кажав повеќе пати, затоа што Европската комисија вади репери и критериуми само за она што е европско право и европско правило, не и за билатералните прашања. Тоа не значи дека ние бегаме од обврските, тоа не значи дека ние ќе бегаме од реализација на оно што е договорено, меѓутоа тоа не може да биде критериум од страна на ЕУ, наметнат од страна на ЕУ за напредување. Да, вице-премиере, знам дека веднаш после овој разговор имате следен состанок на Биена агенда, а малку и задоцневме поради конекциите. Нема уште многу да ве држам уште ова прашање. Имаме последна анкета спроведена од фондацијата Конрад Аденауер која покажува дека над половина, 57% од граѓаните се изјасниле против францускиот предлог, а само 27,2% го прифаќаат. 44% од испитаниците мислат дека Бугарија е најголем непријател на Македонија. Ми се чини дека имаме прилично едно негативно јавно мислење во поглед на Бугарија и преговорите. Видете, тоа е за жал резултат на оваа 2,5 годишна блокада, која што се случи во изминатиот период. Во таа блокада или во текот на таа блокада имаше многу тешки зборови од страна на Бугарија кон бугарските политичари кон нас и мислам дека е логично тој резултат да биде таков заради таа да речам таа атмосфера која што владееше 2,5 години меѓу Северна Македонија и Бугарија. Она што меѓутоа го гледам јас како шанса е што најлошата фаза е зад нас и мислам дека по постигнувањето на овој договор, односно по прифаќањето на францускиот предлог, треба работите да добијат еден нов тек. Тоа значи ние да ги почнеме преговорите, да го подпишеме договорот со Фронтекс, ќе влеземе во една фаза на билатерални интензивни односи, кои што треба да ја сменат таа атмосфера. Инаку никому не беше пријатно да бидеме 2,5 години под блокада. Исто така, не заборавајте дека секогаш кога се носат вакви тешки одлуки и се прифаќаат вакви тешки предлози, тие немаат на почетокот широка јавна поддршка, но со тек на време добиваат на тежина. И за Преспанскиот договор, ако се сеќавате, пред 4 години имаше и негативни тонови во јавноста, но денес сваќаме колку е тој важен, колку ни помогна да станеме членка на НАТО, колку ни помогна да го заштитиме македонскиот јазик и да влеземе во личната карта на Обединетите нации така како што сакавме, како македонци со македонски јазик. Затоа мислам дека треба да му се даде шанса на овој предлог да профункционира и ќе ги видиме и фактот што сме ние овие денови на скрининг и што ги почнуваме преговорите е дел од тој процес и мислам дека со тек на време граѓаните ќе сватат дека во овој предлог нема ништо штетно за Северна Македонија, дека овој предлог ни беше неопходен за да ги почнеме преговорите и да го продолжиме нашиот пат кон членство во ЕУ
и дека нашиот идентитет и јазик е заштитен. Ние се боревме како влада да оствариме две битни цели. Едната е да се оствариме нашата надворешна политичка цел за членство во Европската Унија, да не остане таа само на хартија и само во теорија, и второто е да си го заштитиме нашиот идентитет како македонци кои говорат македонски јазик. Сметаме, и јас сметам како член на владата, дека е тоа возможно, дека ние може да влеземе во Европската Унија во догледно време како македонци кои говорат македонски јазик. И мислам, ако тоа го сватиме и ако сите работиме на таа кауза и на тоа на остварување на овие цели и како политички партии, и како поединци, и како медиуми и општествени чинители, можеме да успееме тоа да го постигнеме, затоа што ова е задача на целото општество, не е само задача на владата. А инаку ја разбираме и фрустрацијата и негативните чувства кои што ги имаше во изминатиот период, бидејќи навистина беше тежок период и ние незаслужено бевме држани на страна и под вето од Бугарија. Да, ви благодарам за ова гостување, господине Маричек, и се надевам дека кога ќе имаме некои нови информации, некој следен апдейт, повторно ќе зборуваме. Со задоволство. Ова беше вице-премиерот Бојан Маричек директно од Брисел. Сега продолжуваме со дебатниот дел со Милан Стефановски, военно-безбедносен аналитичар за она што се случува во Украина.